Почитувани учесници, добро дојдовте. Ви благодарам на сите кои што одвоивте време да бидете дел од денешниот вебинар, кој што е посветен на слип апнеата, состојба која често станува непрепознаена, а може значително да влијае врз нашето здравје и квалитетот на живот. Ке зборуваме разбирливо и отворено за тоа што е всушност слип апнеа, како да ја препознаеме, кога треба да побараме помош и кои се современите начини за диагноза и секако третман на истата. Ве поканувам отворено и активно да го следите вебинарот, слободно да се ги поставувате вашите прашања во четот. 15 на минути пред крајот на вебинарот, гостинот ќе се потруди да одговори на сите прашања кои што нема да бидат опфатени во текот на нашиот разговор. Сега да пристапиме кон представување на гостинот. Значи, мене ми е особено чест и задоволство што вечерва со нас е професор доктор Кркински од Универзитетската клиника за пулмологија и алергологија. Во овој момент он ја извршува и функцијата директор на Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза во Скопје и воедно и експерт за слип апнеа со долгогодишно искуство за истата. Професоре Кркински, добро дојдовте. Се надевам дека се чувствувате пријатно и дека ќе имаме успешен вебинар. Благодарам. Благодарам и на поканата, Елена, и благодарам и до Medicus Help што се заангажирува за да ја промовира слип апнеата, на која што работам долги години, за да биде попрепознаена и кај докторите и кај пациентите. И кај пациентите. Благодарам уште еднашка. Ке пристапиме веднашка со оглед на дека сме били ограничени временски со првото прашање. Професор Кркински, како според современата медицина се дефинира слип апнеата и зошто таа се смета за сериозно нарушување со системски последици? Вака. Апнеата според дефиниција е прекин на дишењето од 10 секунди нагоре за време на спиење. Мора да кажам дека тука и докторите и пациентите кои ќе слушнат мешаат. Значи, овој прекин на дишење се случува редовно и преку цела ноќ. Не е ова кога пациентите, пошто има и такви чести пациенти, значи кога ќе се разбудат и ќе кажат дека стануваат возбудени, дека се убушени. Со глад за воздух. Да, со глад за воздух. Тоа е панични напади. Ова значи е прекин на дишење за време на спиење, кој пациентот спие, но не го пробудува, освен кај многу тешка апнеа, не го пробудува. И се јавува секоја вечер. Не е дека се еднаш пред 10 дена ми се случило, пред 2, чисто окажувам дека таков тип на гушење или апнеа не е тоа слип апнеа. Треба да го бараме проблемот на друго место при такви случаи. Што да кажем друго за апнеата? Колку е честа апнеата, доктор? Овака. Епидемиолошки, апнеата кај адултната популација, значи од 18 години нагоре, се јавува од 3 до 7% кај мажи и од 2 до 5% кај жени. Значи тоа во Македонија, ако имаме 1.800.000, 1.500.000 да се таа адултна популација, според овој процент би биле од 30 до 100.000 пациенти ние имаме во Македонија. Али друга статистика според Американската асоциација за срце, кај средовечните луѓе, кои е возраст од 45 до 65 години, се јавува во 38% кај мажи и 17% кај жени. Ако го споиме тоа, малтене секој четврти човек од 45 до 65 години, значи има слип апнеа, од лесна, средна или тешка. Болеста е апсолутно многу честа и за жал е непрепознаена
или Како не се или манифестира? субдиагностицирано од страна на докторите, а од пациентите е непрепознат. Непрепознан. Како ни се манифестира преку ден апнеата? А, м, Да ми се без на следното прво прашање само. а, вака клинички Кои се симптоми. најкарактеристични уствари клинички симптоми на слип апнеата и како ствари се манифестираат кај пациентите? Пациентите не ги земаат за сериозно нивните симптоми, бидејќи уствари не ни знаат. Секој знае, ме боли глава да измери притисок, ќе ми види 200 со 120, знае дека има проблем со притисок. Додека На рутинска контрола за шекер. да, На крвна слика. додека овие пациенти стануваат од сабајле и се будат уморни, иако спиеле или биле влежеле во кревет и 10 сата. Прво се будат уморни, се чувствуваат ненаспани, имаат сува грла и уста, бидејќи хрчат додека Цело време. спијат. Рчињата дали секогаш е знак за апнеа? Не, прво. Рчењето само по себе не е болест, него тоа е за шал проблем на партнерот. Рчењето е симптом кој може да укажува на слип апнеа, но ако имаме едно континуирано хрчење без прекин или како што викаат обично мажот или жената или сведоците, Они секогаш кои први сведочат, да. тоа е кога рчи па го снемува 10, 20, 30 секунди и Мерат сега и со смарт часовници Така е, на така е. телефони преку апликации и така натака. Така да рчењето само по себе не е страшно, освен ако не е придружено со овие апнеи. Да се вратим на симптомите. Значи, уморен, ненаспан, сува уста и грло, карактеристично за слип апнеата е денска поспаност. Значи, пациентите што не се наспиваат, не влегуваат во длабок сон, тие имаат денска поспаност. Морам да кажам дека таа денската поспаност не е специфична само за слип апнеата, него се јавува и кај други заболувања, Да. но тоа е еден од индикаторите дека може да има, значи, таква болест. Потоа, од други симптоми имаме благо пореметување на неврокогнитивните функции. Значи имаме намалена концентрација, намалена меморија, Раздразливо. промена во расположението, смисол на анксиозност или во смисол на депресија. Генерално сите знаеме уморен човек како изгледа, уморен човек, мислам ненаспан човек, тоа е сите сме агитирани, вознемирани. Не е за уморен човек не е за ништо. Да. И тоа е ненаспан човек. Така да тие се симптомите кои пациентите ги приметуваат. Или не ги приметуваат, па се ги припишуваат на другите работи. На умор или на нешто друго. Или на стресен период во животот. Да. Проблемот, главниот, уствари, знак кој наведува на слип апнеата е апнеа регистрирана од свет. Значи, дали жената, дали мажот, кога тука имаме една слика, која што буквално ги затвараат. Кога гледате, имате и машко што хрчи, ама има и жени што хрчат. Ама повеќе се мажите. Жените подоцна изгледа. Апсолутно повеќе се мажи. Тоа ќе дојдеме и до ризик факторите. Да. Али, ако имаме, значи, сведок кој кажува дека сопругот или сопругата во текот на спињето се гуши, и обично така доаѓаат маж и жена, каде што жената кажува дека маж ми прекинува со дишење, не диши една минута, па го буцка, мислам дека е умрен, а мажот, пошто он спие во тоа време, така, мажот не е свесен, или пациентката не се свесни за таа состојба, и он генерално, зборам за мажите, генерално вика, мене ништо не ми е, џабе ме донесе жена ми на доктор. Значи, ако имаме апнеа регистрирана во сведок, од сведок, 99% имаме диагноза. Одиме на следното прашање. Века,
дали постојат пациенти без класичните симптоми, односно ги игнорираме симптомите и погрешно се припишуваат на хроничен стрес умор. Овај делумно сега го одговоривте. Меѓутоа постојат ли такви без класични симптоми, односно без ова гушење и недостаток на воздух при сонот? Па еве да го поврзам со претходниот одговор. Постојат ако се сингл спијат без маж и жена, нема Така. такви апни, не се ни свести дека се, нели, дека се гушат. И така доаѓа викаат, разбрав од некого или На одмор кога одат од пријатели или нешто така. разбрав. Имаше Потоа тежината на апнејата се мери со апнеја и хипопнеја. Апнеја е скоро тотален прекин или обструкција на дишењето, а хипопнејата е кога се намалува протокот на дишењето до 50%. И тие може да не прават апнеја, ама се мачат, тешко дишат. Да, Разбирате? Се овие симптоми не ги знае пациентот. да. Не ги знае пациентот. Само со тие претходно што ги спомнав, така да треба да бидат едуцирани докторите и треба да бидат едуцирани пациентите да помислат На апнеја. на апнеја. Да. Јасно. Колку типови на апнеја на доктор Карнински? Имаме Ова е да. кратко Да, и имаме некако. три типа. Не? Да. Обструктивна апнеја, централна апнеја и мешана апнеја. Најчесто е обструктивна. Кога збориме за апнеја, така е над 96-7% збориме за обструктивната ноќна апнеја. Централна апнеја, што е разликата помеѓу? Помеѓу централните. Може да има на друга слайд, Да, видат. апсолутно. Ева. И таа патофизиологијата. Еве да почнеме од патофизиологијата. Ако ја гледате, значи сликите десно, гледате како е нормално движењето на воздухот од носот па преку грлото. Кај обструктивната апнеја имаме од непозната причина, не ги знаеме причинителите зашто тоа се случува, него пропаѓа корен од јазикот и од мускулите на вратот пропаѓаат и не може да се земе воздух. Пациентот прави напор, имаме движење на тораксот и абдоменот, што така и се диагностицира и се прави диференцијална диагностика помеѓу обструктивната и централната апнеја. Значи прави напор да вдише, но затната е дишниот пат и значи не може да внесе воздух. Тоа е обструктивна. Самото име си го кажува, значи обструкција. Јасно. Кај централната апнеја мозокот не дава сигнал да се дише. Тука немаме Дали пациенти кои што имаат мозочни удари претрпено, дали организа повеќе централната апнеја? Се јавува кај мозочни удари, кај инфаркти, транзиторно е тоа. Ретко е, значи до 1% е појава на централна апнеја. И таа мешаната апнеја е комбинација од овие две. Апнеја е од обструктивна и централна, али таа се диагностицира од кога ќе се постави пациентот на СИПАП терапија. Ива најлесното што кажавме е хипопнеја, тоа што кажав дека дишама со напор. Да. Значи тие се типовите на апнеја. Како поставуваме диагноза за слип апнеја? Освен преку сведокот? Јас не ги видов прашањата. Јас би се навратил. Не знам дали има понатака. Обично, значи почнуваме нели медицински или школски, почнуваме со почнуваме со дефиниција. Јасно. Епидемиологија, колку често се јавува. Така. После патофизиологија, зашто се јавува. Што поминавме. И тука имаме тука имаме сега ризик фактори. Што доведува, значи до појава на апнејата. Еве тоа мора нели да го објасниме. Медицинари и треба да разберат. Има повеќе ризик фактори.
Број еден ризик фактор е обезноста Дебелина. или дебелината. Најдено е дека body mass index, значи тие што имаат над 40 body mass index, имаат 40% sleep apnea, тие што имаат 50 body mass index имаат до 50%. Значи, тука е интересно, бидејќи не се знае зашто настанува sleep apneата, еве ризик фактор е дебелина. Ама кај секој втор се јавува. Има Не и се јавува постои кај и толку секој, обезни луѓе, да, да. кај не се јавува кај Ние секој секогаш- обезен. Па да возраст, генетика, Освен дебелината, да не мислат гледачите Да. дека само кај дебели се јава, апсолутно се јава и кај деца, и кај слаби, и Кај крупни и кај особи. крупни, и кај обезни. да. Значи, не знаеме зашто се јава, али ова се ризик факторите, значи обезноста. Второ е расата. Пошто не избориме генерално, Генерално така. се ние сме овде во Македонија белци највеќе. Афроамериканци, онда Да, обично. белците се како да кажам отпорни на слип апнеата и кај нив дебелината многу влие за појава на слип апнеа. Африканците или афроамериканците се најголем процент на јавување има, но азијатите, се и кај азијатите, кои генерално се тие се ситни, ситни да, ситен и народ. слаби. Слаби. Така да, еве го тоа кај за расите. Возраста. До 2 пати повеќе се јава кај мажите, него кај жените, до Перимено или мено? Перимено или мено? Мено, Тоа е да, веќе се изменети, да. изменета е возраста. Така е. Кога ќе прекинат хормоните за жал да ја штитат жената, тоа се изедначуваме машки со женски. Возраста второ. Како ше е постар човекот, така е зголемен ризикот на појавување на слип апнеата. Други на алкохол. Да, други ризици е дебелината на вратот. Ова го приметиле американците кај нивните овие рагби играчи или амерички фудбал, нели тие посебно ги вежбаат вратовите и се со дебели вратови за може да се удираат, нели? И генерално апсолутно здрава популација, спремни, ама кај нив спортисти, ама кај нив многу повеќе се јавува слип апнеа него кај другите. Значи дебелината на вратот. Бихевиорални однесувања. Значи све што ги релаксира мускулите, бидејќи во тоа е коренот на проблемот, збориме за цигари, алкохол, седативи, све што релаксира мускулите, допринесува до зголемување тежината на апнеата, но да не се разбере погрешно, не придонесуваат тие не е директен до појава на апнеата. Значи генерално тоа се ризик факторите кои придонесуваат до појава на, еве се да кажам, обструктивна ноќна апнеа или апнеа во спиење. Да, генерално повеќе зборуваме за обструктивна поради тоа што е процентуално збориме само за обструктивна апнеа во сад, да. Сега ме праша како се поставува диагнозата. Диагнозата прво треба да почне од матичниот лекар. Ако доаѓа пациент, да нема почне од жената, да го пријави она кај матичната за преглед, така. се шала. Ако гледа пациент од 45 години, ако гледа дека обезен, со дебел и се жали на умор, мора да се размислува за слип апнеа. После да ги кажам во коморбидитети, хипертензијата. Слип апнеата прави хипертензија. Да. Слип апнеата прави хипертензија и нерегулираната хипертензија, според студии, до 90% укажува дека пациентот има слип апнеа. Значи, тие со притисок треба се да проверат. Притисок не сите со притисок, него кои пијат 2 до 3 антихипертензиви и особено обезни со дебели врати и не им се средува притисокот,
мора да проверат. Дали исто би за диабетичари? Диабетичарите генерално се послаби Да. бидејќи диабетот за жал слабе, ама уништува, нели, крвните садови Други, ги поради таа уништува, причина беше али има асоцираност и со диабетот со слип апнеата и диабетот и со хипотироидизм. хипотизм. Значи и тоа има асоциација. А, значи ми избега мислата. За диагностика. За диагностика. Значи прво матичниот треба да се пособнева, особено кога е замарен, иако кажува дека е детски поспаност, да помисли на слип апнеа и да го упати кај нас се диагностира ова на клиника за пулмологија и Пулмологија. алергологија. Одамна ли работи? Што гледаат, значи, на гледачите на телопот или на екраните, На слајдот. уште од 2009 година, и се диагностира пациентот со полисомнографија. Полисомнографијата представува златен стандард во диагностика на апнеата. За жал во држава има само еден полисомнограф, што е на клиника за пулмологија, и процедурата е пациентот доаѓа навечер, го поврзуваме со еден куп електроди со појаси и се снима со видеокамера, лежи, спие една ноќ и утредента, значи се чита тој полисомнографски запис и кажуваме кој тип на апнеа и каква е тежината на слип апнеа. Друго што се користи во Македонија е полиграфија. Тоа е причината на полисомнограф е само еден. Има премногу пациенти. Се надевам дека набрзо и ќе се... Ние сме сега во нека работна група во министерство, каде што би требало ова да се актуализира како проблем и да државата треба да финансира, нели, без да се пари, направи некој центар за спиење, за Но полисомнографија. тоа е идеја. Знам дека многу е напредната на Тоа е клиниката идеја. за пулмологија. Сега, друго имаме полиграфија. Ова е скрининг метода. Да. Ова е Ова е без електроди на главата. После другиот ќе им стане јасно. Значи, полиграфија е скрининг метода за полисомнографија. Ова е, значи, полисомнографија, само момент, еве ни е полиграфија. Што е разликата? Ова пациентот може дома да си отиде. Се е попријатно, апсолутно е попријатно, поудобно за спиење. Си спиеш во сопствениот крев. Апсолутно не менуваш ни простори, ни ништо. Но проблемот кај ова е што не знаеме тука пациентот, кој ќе го читаме записот, тоа што го записиме и се гледа секоја секунда од претходната ноќ, од спиењето. Тука не знаеме дали спи или не спи. Тој кој ќе се движи или не заспал, прави апнеи. Кој се придвижиш лево-десно, не дишеш и се прави апнеи. И со ова може да се донесе диагноза, но ако имаме јасна клиничка слика, ако има обезност и ако тој апнеа-хипопнеа индексот е многу голем. Тогаш може да тогаш веќе може да се донесе одлука за користење на понатамошен третман, да. Може следниот слайд, ако тој што сега вака само. Ето запис. Ева го запис. Да изгледа. Ова е запис, да, како што се снима и што гледаме ние сега датовите. Првите два канала се канали за движењето на очите и тука гледаме пациентот REM фаза која се заспива. Да кажем за сон. Да објасниме како сонот се состои од non-REM, не-REM и REM фаза. Не-REM фазата се состои од 3, N1, N2 и N3, кај што N3 е длабок сон, N2 е, да кажеме, помеѓу длабок и плиток, длабок и да кажеме среден сон, а N1 е плиток сон.
Тоа е она кога Лета, заспиваме, да. ниси буден, Нisi заспан. ниси заспан. Потоа имаме електроди што закачуваат на главата, и тоа е ЕГ. Егето. И со помош на овие електроди ние читаме дали пациентот спие или дали пациентот е буден, во која фаза е, дали во длабок сон, дали во плиток сон или дали во REM фаза. Рем паз. Ова го нема во Поли. полиграфијата. После имаме електроди кои се закачени за брадата. Тие диагностицираат движењето на брадата. Тоа ни помага да видиме дали е буден или небуден, а има многу ретко, сега ова се користи за невролошка проценка, бидејќи има невролошко заболување, се вика бруксизам, кој шкртаат луѓето со забите и тоа не дозволува да заспе. После се мери протокот на воздух, како диша. Еве од црвенава линија, значи таа треба да биде синусоида. Диши горе, доле, доле, диши, издиши. Ова рамна линија, значи тука има обструкција. Значи овде немаме лесна. Има микрофон, да видиме дали хрчи или не хрчи човек. Имаме ЕКГ, имаме пулс, индиректни показатели за притисок. Имаме појаси на градниот кош и на абдоменот, за да мериме аплетијата, дишување, издишување. И тоа ни кажува дали е обструктивна или централна. Кај централната нема да мрдат ни градниот кош, ни абдоменот. И позицијата на телото имаме, дали е легнат страна, дали е на грб, дали е на стомак. И имаме електроди кои се поставени на нозете, каде што ги се следи движењето на нозете, бидејќи има луѓе што клоцаат во сон, и тоа се вика restless leg синдром или синдром на неверни нозе. Тој нема обструктивна слип апнеа, пак ќе уморе не се наспа, бидејќи клоца цела вечер. Да. И се мери, нели, сатурацијата, која треба да биде над 95 цело време дека спи. Кога не дише, таа следствено, значи, паѓа. Ова го гледаме како запис на полисомнографијата и додека овие повеќе, како се вика, елементи што ги следиме, ги нема во полиграфијата. Ете тоа чисто за медицинарите, пошто знам дека има доктори, чисто да објаснат. Вака сега, да се вратиме малку што значи уствари АХИ индексот, заради тоа што тој ни е важно и како да се протолкува. АХИ индексот е апнеа, хипопнеа индекс. Како се добива овој индекс? Се збираат сите апнеи и хипопнеи во текот на спиењето и се дели со часови на спиење. На сон. Да. До 5, да кажеме, гушиња е нормално. Секој човек може да ги има, да. Од 5 до 15 лесен степен, од 15 до 30 среден, над 30 е тежок степен, над 60 е многу тежок. А генерално што доаѓа на пулмонија се стварно 60, 90 или над 100. Со по минута и пол прекине. Да. И генерално кој ќе видиш страшно, еве, гледачи нека пробат, нека не земат воздух минута. Нека земат 5 секунди воздух. Плитко, така и да. И после пак нека земат минута и пак нека пробаат така едно 5 минути да видат што е всушност слип апнеа. Да. И апнеа, хипопнеа го кажавме што е. И како се толкува тоа ни уствари само секунда да го ставим на следниот слайд. Не сме ги прешав учесници, се надам дека добро се слушаме. Дојдовме до кои ни се опциите за третман на слип апнеа? Еве, пред да почнеме со опциите за слип апнеата, нешто што го скокнав да кажам во патофизиологијата. Чисто да објаснам, значи, на гледачите, каде е всушност проблемот
со апнејата и зашто е сериозна болест. Имаме кога пациентот не зема воздух, нели се гуши, паѓа кислород. И недостатокот на кислород всушност ги прави сите проблеми. Недостатокот, тоест две рачки, имаме кислород и сон. Чим нема кислород, пациентот Клетка се храни со. апсолутно кислород потребен секоја клетка, но мозок, нервите, срцето и крвните садови се најосетливи страдаат на кислород. Коски и мускули може да издржат и полго време без кислород, но овие најако страдаат. Бидејќи ги оштетуваат почетно крвните садови, затоа се од компликации од кардиоваскуларниот систем. Имаме покачен притисок, хипертензија, имаме оштетување на крвните садови на срцето, значи имаме појава имаме до инфаркти, оштетување на крвните садови нели во мозокот, мозочни удари, од 3 до 4 пати имаат ризик пациенти со липопнеа за појава на инфаркт или мозочен удар кај овие што имаат слип апнеа, особено не третира. Имаме оштетување на цела циркулација, значи збориме за периферна циркулација, бидејќи го оштетува срцето, имаме појава на срцева слабост и појава на срцеви аритмии. Според Американската асоциација за срце, од 40 до 80% на пациенти што ги имаат овие болести имаат слип апнеа. Значи малтене барабар со кардиоваскуларните заболувања. Тоа е сериозноста на проблемот у смисол на кардиоваскуларниот систем. И секако да ги напоменеме и последиците по психичкото здраве, како што и приеска кажавте заради тоа. Сумари од зборење само Да, вториот проблем е сонот. Имаме плитоксон и длабоксон. Да. Сите заспиваме во плитоксон и после влегуваме во длабоксон. Во длабокиот сон се релаксираат мускулите, дилатира целото за да може нели да се одморат за утре дента, за да бидат спремни за работа. Пациентот влегува во N2 или во N3, значи во подлабокот, во N3 и во REM фаза, каде што треба да се одморат нели мускулите, тие се релаксираат, вратот пропаѓа, кислород нема, и мозокот е нели автономно битие во самото тело и регистрира дека кислородот е паднат и автоматски од длабоксон не вади во плитоксон, каде што мускулите се под тонус, за да може нели да го држи вратот отворен. Компримирано отворен и стегнати. Да. И пациентите затоа спијат, ама кога ќе станат од сабајле се уморни, ненаспани, денски им се приспива, значи имаме пасивна и активна поспаност. Кај тие тешките случаи имаме и активна поспаност. Под пасивно се мисли седиш, гледаш телевизија, читаш книги, не, кога си одморен, читаш книги, седиш и задремеш. Да. И активна има привозење при тоа е активното. Да. Значи заспиват, значи имам еден куп случаи со и професионални шофери кои заспива. Да. И ова во Европската унија е задолжителен тест за полисонографијата, да, за шоферите. Бидејќи јас верувам дека сите сообраќајки што ги гледаме, нели, камион, да, автобус се префрлат, генерално навечер ноќно време. Генерално е тоа дека заспиваат на или при умор или слип апнеа. Слип апнеата прави умор. Друго што не кажа, освен поспаност, депресија, е што не можеме ние, за жал, машките да го скокнеме и не одговараме на тоа прашање, е еректилна дисфункција. Значи може да се јави и импотенција. Така да, како некоја смешка, кога ги прашувам пациентите, викам, дали
си уморен? Да, докторе, уморен сум. Дали ти се преспива? Да, докторе. Дали имаш близок? Да, докторе, све, докторе. Дали имаш ипотенција? Не. Тука е ќутење. Не одговара ништо. Климавам, Ама бе, ама тука ќе му чисто еден од диференцијни диагностички диференцијални диагнози за импотенција може да и слип апнејата, која е многу побенигна него некое функционално пореметување или психичко пореметување, нели, кај мажите, која се решава со третирање на третирање. апнеа. Друго, пациентите кои имаат тешка слип апнеа, кога како се вика, тие ќе спијат и мозгот ќе ги разбуди, нема да дозволи, нели, да се убие сам себе се уши, и ќе се разбуди, нема што да прават, не знаат зашто се разбудат и одат у WC да мочат. Точно по неколку пати, да. Да, и тие мочат по неколку пати, а простатата уредна, нема вршка. И ова се минува кој ќе се постави на терапија. Ете, тие се тоа што заборавив да го кажам. Да. Кои што се исто многу важни. И сега доаѓаме до терапија. Да. Веќе сме го диагностицирали човекот и сега доаѓаме до терапија. Третманот и како да му помогнеме всушност на кои ни се опциите. Може да има наде? Може да одиме. Прво да кажам, златен стандард во третирање на слип апнеата е СИП. Да го оставиме тоа како Не. Идеме од Ова СИП-опот ме прашуваат чеки докторе дали има некоја друга опција. Јасно. Ова опција е направа за влечење на јазикот, нели, за да не пропаѓа јазикот. Ова не сме прашали на никого никогаш. Али чисто би било ова и пријатно за кој. Апсолутно мислам дека е непријатно, се суши јазикот, седи надвор од устата. Не знам дали е. Генерално слаб успех, ама ме прашуваат пациенти пошто нели читаат. Има сега и по интернет читаат, да. Ова не го препорачувам. Да. Друго, има протези. На мандибуларните. Да. Се става, значи, на горна и долна вилица, каде што ја фиксира долната вилица да биде понапред, за да држи, за да не пропаѓа. Е сега. Ова не се покажало за ефективно, има 50% успешност, значи кај секој втор пациент, до 50% успех. Значи, вие ако имате пациент од 60 апнеа хипопнеа, за му намалите на 30, пак е во тесни. Ова се препорачува, значи, за луѓе имаат лесен степен на апнеа и како што читате, кои се контраиндикациите, болки во темпоромандибуларниот зглоб, заби, гингиви, назална обструкција, ако ти е зад над носот, не можеш да отвориш устата да дишеш. Значи, ова може да се проба кај пациенти со лесен степен. Лесен степен. Добро. Сега, кај назална обструкција која сме, обично ставаат, нели, капки за нос, па мислат дека ради тоа не може да диши навечер убаво, па отвара, па она користење на... Назалната обструкција може да придонесе до хрчење. Ако ти зад над носот, мора да леви. Да кога си па некој инфект или што е, да? И луѓето спијат со отворена уста. Зад над нос доведува, го зголемува тежината на слип апнеата, но не предизвикува апнеа. Уволопалата фарингопластика. Да, идеме сега кај хирургијата. Да. Дека и тоа постои како третман. Тоа ме прашуваат постои како третман и апсолутно има индикација за хируршки третман, но не е толку честа. Значи, се препорачува кај крајници, ако имаат големи крајници. Ова особено кај деца. Кај дечиња. Кај дечиња, пошто дечињата имаат... Да се надоврзам, тоа се како дали кај децата иде апнеата со истите симптоми како кај возрастните? Да, ама не може да ги препознаат. Зависи какви деца, значи не... Да. Обично мајките, значи, препознаваат дека детето им се гуши, има апнеи, спиење. И кај нив е крајници и апсолутно индикација тоа е за операција.
Ова ако што гледате десно, улата или таа ресичката, Да. ако е многу голема или Камбана. камбана, а, таа може да се скрати, а ова уло палото фармиопластика е мекото непце се сече за да се направи поголем отвор. Со цел да И се ослободи. може би ова би помогнало кај тешки форми на спуштено непце. Но генерално непцето има своја функција. Таа затвара помеѓу хранопроводникот и дишник. Да направи некој рефлукс. А ако не се направи како што треба, ќе остане дупка и цела плунка од уста ќе влегува во дишниот пат и само ќе кашлеш. Има индикација за хирургија, но ова не е златен стандард. И еве како што пишува, значи ова кај обезни луѓе нема ефект. Нема ефект. Сега, што Златен е златен стандард? Да. Ова е СИПАП апарат. СИПАП е англиски Continuous Positive Air Pressure или позитивен воздушен притисок. Има апаратче кој го зема воздухот од средина, го компримира под притисок и преку цевка и маска и тоа дува, еве како што гледате на сликата. Ова не ја лечи апнејата. Ова е ортопедско помагало и ова механички го држи дишниот пат отворен. Додека пациентите го користат, нема да има апнеја кој ќе не го користат. Престане ќе се вратат апнејата, нормално ќе се врати. Се враќаат веднаш после користење или може да си направат пауза, на пример од неколку дена и така натака? Ден за ден, како? Ден за ден. Како спиеш, значи, нели една вечер можеш да спиеш, па нема да бидеш толку уморен, Да. втората, третата вечер ако Да. Они се буквално се навикнуваат заради тоа што века ми се продолжи животот и не можам да живеам без него, не можам да спијам воопшто. Не сака да направи пауза. Луѓето не го приметуваат квалитетот на животот додека не го стават апаратот да го користат. Тој е навикна да биде уморен, навикна да биде поспав. Но кога ќе се наспие ден-два, автоматски му се менува животот. И тоа ме прашува дали ќе станам зависен. Не е зависен, додека го носиш ќе е добро. Тоа е исто како количка. Ако те стават до количка, ќе можеш да отидеш далеко. Не за до количка, ќе седиш на столица. Јасно. Која е разликата помеѓу СИПАП и БИПАП? Тоа е една многу... Да. СИПАП е значи златен стандард во користење на слип апнејата и тоа значи континуиран воздушен притисок. Апаратите се автоматски. За се започнува од низок притисок и притисокот сам си расте додека не се изгубат апнеја. И тој апарат останува на тој притисок. Да. Тоа е континуиран позитивен воздушен притисок. Дека БИПАПот е билевел, значи има два притисока. Кога вдишуваш, при инспирираш, се појачува притисокот, кога издишуваш, се намалува притисокот за полесно да може да издише пациентот. Каде се користи БИПАПот? Да. Кај пациенти кои се обезни, бидејќи треба поголема сила на СИПАПот, кој ќе се качи тој притисок, потешко издишува. Или за да ги снема апнеите, ќе се качи притисокот на 20 и повеќе милиметри на воден столб. Тоа е исто како се вози кола, да извадиш главата надвор и отвори устата да видиш како ќе дува. Значи тоа е притисок. Тоа е тој воздух. Како се зголема притисокот, пациентот не може да го толерира и ќе се разбуди. Не може неограничено притисок да се зголемува и да биде на исто ниво. Да. Значи кај тие што имаат висока апнеја хипнеја, што се обезни имаат дебели вратови, бидејќи треба поголема сила, кај пациенти со белодробни заболдувања, со оштетени бели дроби, како што се хроничната обструктивна белодробна болест, и кај нив капацитетот на бели дроби е намален, бидејќи се оштетени белите дроби. И ако пумпаме воздух многу, уште повеќе може да пукне. Затоа кај нив се препорачува БИПАП за
полесно пациентот да може да издиша. Плюс може нели ПП да се поврзе од кислороден концентрат. И сипапот може да се Да, да се поврзе меѓутоа повеќе. Да. Добро. Колку не знам ни часот веќе. Да. Добро. Вака сега. Со кои предизвици се соочуваат најчесто дека кога им се каже дека треба да користат сипап терапија, некако мама како јас машина, како ќе спијам со маска, па дали да биде маската за нос, дали да биде за нос и за уста. И тука малце настанува, како да кажем тако, гард да дигаат пациентите. Добро, значи апсолутно не е пријатно сега да не се лажеме, Да, се спие треба со- неколку дена да да се. се спие со маска. Прво се става, значи маската ти стои на нос или нос на уста. Одлучуваме каква маска да ставиме. Кај Да. тие што имаат полесен степен, може да се стави само на Нос. на Или тие што дишат преку нос, затоа што има многу пациенти кои што се јавуваат дека ма јас дишам на уста, а не можам да ја користам Тоа само да. на... Да, Тоа така е. Ако нема проводност на носот, да. не може да ставиш на нос. И овие на нос се препорачуваат кај полесен степен на слип апнеата. Не може кај тешок степен, бидејќи преку носот не може да Да, се доволен толку голем капацитет. притисок. Да. Ќе се оштети слузницата на носот. Маските се клаустрофобични и пациенти гледат, значи, што помали. Да, ако може би казаше дека дила нешто Да, стави. може да се помали маски, но тежината на слип апнеата која е тоа типот на Типот на маска. типот на Колку маска. време отприлика им треба да се навикнат? Или се е тоа индивидуално? Индивидуално. Да. А, Малце психичкиот момент е тука. Вака, некои со сила носат, па ќе видат нема да ќе прекинат оно дека се навикнат. Некои па не може да се навикнат. Да. Тоа е тоа се. Ама тоа ќе си нели поведе последици. Да. А некои луѓе за 2-3 дена кажат ова е феномен. Се преборував, Да. живеам нов живот, Да. да. Како порано не Да, проверив и како порано не почнав да апсолутно. користам. Што би им препорачале на оние кои се двоумни? Да направат тестирање воопшто. Да се охрабриме. Нема ништо страшно, не пуштаме струја, ни се електролите, така е. Значи, Да. треба да на вечер да преспиат и тоа е тоа. Ништо страшно. Подобро Многу е. има потешки Многу е процедури важно во да медицината работиме на него превенција. Да. него. Да работиме на превенција, затоа што нетретираната апнеа се води Да. кон многу други болести. Јасно. Сега мислам дека веќе сме при крај со нашите прашања. Да се вратиме на идеме со прашања и одговори од кои што се во четот. Добро. Ајде да ги скролнеме нагоре. Ајде да почнеме. Доколку го користиш апаратот доживотно, дали ќе има оштетување на белите дробови? Не. Значи функцијата на белите дробови ако е здрава, нема да има оштетување на белите На дробови. белите дробови. Ова веќе мислам дека го одговоривме, меѓутоа ве повторно, дали со некоја хируршка интервенција, зашто некој предлога се решава овој проблем со апнеата? Веќе мислам дека ова и го одговоривме. Мислење од докторот за методот на, ова не го читам, се извинувам, коблација. Коблација. Не знам што е метод коблација, али ова е како уводопалатофарингопластика, ова го објасни како е тоа. Значи, телото генерално не треба ништо да се сече. Совршен производ е еден организам, така да секој отстранување некој дел, ако нема потреба, не би препорачал.
Освен сипап терапијата, која третира и решава состојбата, кога очекувате најновите невростимулативни и фармаколошки третмани да бидат достапни во Македонија? Ништо магично апче немаме. Еве тоа зборам за да не го кажавме, значи фармаколошки третман во моментов не постои. Да. Имавме ние на клиника за пулмологија бевме вклучени во една студија каде што се дава апчиња за дневната поспаност генерално. Мгм. Значи тоа што им прави проблем да се решава тоа. Успешно беше студијата, има лекови, но генерално не препорачувам дека тие се како стимулативи, како амфетамини или овие екстази, Екстази, да. како екстази, бидејќи така е, тие ги зголемуваат будноста, ги отклонуваат Да, ама симптомите, прави. али проблемот со недостаток на кислород што се случува во текот на сонот, не го анулира. Да. Не постојат сега до сега апчиња. Magic pill немаме за Нема. апнеа се уште. Кој тип на слип апнеа е поризична и дали кај двата типа се користи истиот третман и дали пациентите со ХОП се повеќе засегнати од слип апнеа? Благодарам. Ова, кој одговори на неговата... Вака, централната апнеа е многу ретка и кај неа се користи бипап. Да. Пациентите со ХОП има апсолутна асоциација помеѓу слип апнеа и ХОПот и кај нив се користи бипап, Бипап. не се користи сипап. Дали препорачувате најпрво да се изврши коблација или веднаш да се почне со употреба на сипап апарат? Да, јас знаете како, сипап апарат може да се купи, може да се рента. Да проба, може пациентите да пробат пред да се одлучат да се опијат, да видат Да, како. може да Така, го... кажав ризиците од овулопалатофарингопластика пластика и каде е индицирано? и каде е индицирана. Така да јас би препорачал да користат прво сипап да пробаат дали може да го поднесат. Па после, ако сакаат да пробаат со операција, што искрено, осем кај што таму не е индицирано, не би ја препорачал, и ќе видат после 6 месеци, после пола година, Рецидиви. такво имам искуство. Да, Такво имам искуство, пак се враќаат на СИП апарат. да. Како луѓето што воопшто имаат проблем со заспивање и општо со спиењето, може да ја носат целата оваа апаратура, која дополнително ќе биде проблем. Генерално, пациентите со слип апнеа, тие одма заспиваат. Брзо заспиваат, пошто тие се уморни и има пациенти додека збориш, заспиваат. И Заспиваат. само што додека го Додека јаде, додека го подготвуваат за полисомнографија, како лепат со електродите, тој заспиваат. веќе ќе заспие. Ако пациентите не можат да заспијат, најверојатно не се работи за слип апнеа. И уште еднаш да повторам, е проблематично, значи користењето на сипап. Треба период за да се адаптираат и да се навикнат. Само малце вам се наголи опа, не знам нешто стисна. Само се, опа, ми отида надолу. Имаше стигнав до прашање за Medicus Help. Од кога Ресвент е производител од Грција? Мобијак е производителот од Грција. Дали кога ќе заспиеш на фотелја во полуседечка состојба се намалува апнеата? Апсолутно се намалува, бидејќи гравитацијата го прави проблема. Например, ако пациентите лежат на грб, спијат на грб, нели вратот пропаѓа. Да. И кај тие што имат лесен степен, се препорачува спиење на страна. И еден од терапијата што не ја спомнавме, значи кај пациенти со лесен степен, е
на пижамата, да си зашијат тениско Тениско топче топче, и кој ќе легнат на грб, ќе ги боде и ќе си се вртат да, така. да се вракаат. Пардон, али тоа помага, значи, кај лесен степен кај апнеа. Значи, има пациенти кои ќе се разбудат, се седнати, има пациенти кои ќе разбудат, се клекнати на креветот. А не За се вратот, не излекаваат, се џеват, значи задремат. за вратот да им биде надале. Да. Секој кој спие во фотелја, значи, е нели поголема шанса е да дишниот пат да биде отворен, Отворен. но генерално нели треба да бидеме легнати, пошто така со кичмата се што е тоа Неправилна положба на така е. телото, не е тоа за спиење. А, Вашето мислење за радиофреквентна аблација, Тоа е исто тоа што разбирам. преска што го кажавме, каде може да се тестираме, значи на клиниката за пулмологија и алергологија, со упатот Па матичка. таму ќе прилети, Да, ќе ви закажат кажа. снимање. Да. Значи универзитетска клиника за пулмологија и алергологија во Скопје. Има ли поврзаност на слип апнеа и промени на вратен дел на рветот? Тоа не го спомнав. Значи сите краниофацијални синдром. Значи секој што имаме пореметување со коските, во смисол на акромегалија или на Даунов синдром, Синдром, добро. на вилицата која е наназад, долната вилица назад, тие имат пореметување во спињето и може да се поврзани со слип апнеа. Рветот на вратот не прави проблеми за слип апнеа. Збориме за мекото ткиво, Да. али вратот ако е искривен или вако, тоаш може да има Тортиколис или не знам што мислат, ама не верувам. не тортиколис. Тогаш може да има проблем во болка во вратот, ама генерално тоа не предизвикува, значи слип апнеа. Да. Дали луѓе се извинувам, се вклучив малку подоцна, каде може да се направи преглед кај докторот, универзитетска клиника за пулмологија и алергологија во Скопје. Дали луѓе со девијација на носот треба прво да се оперираат, па потоа да направат тестирање? Девијацијата на носот, кажам дека нели е проблем со харчењето и со дишењето. Да. Генерално препорачувам операција на нос. И да има и да нема слип апнеа, поготово ако има голема девијација. Прави друг. Значи зависи тоа од треба степена. нели треба патот да биде прав, Да. како влегува, ако имаш прав пат и пат со кривини, значи не е иста. Може да се оперира, но девијацијата на носот Нема да го реши. не доведува до слип апнеа. Да. И нема да го реши проблемот. Но ако користи па сипа апарат, повеќе ќе биде на пациентот или на апаратот и со помал притисок ќе се изгуби апнеата. Апнеата. Дали може да се користат магнетите за отварање на носните шуплени? Јас не знам кои се магнети. Има такви фластерчиња и не, Мгм. значи тоа е истото како со девијацијата. Мгм. Не е проблем до носот, проблем е до вратот. Дали личност што има среден степен на слип апнеа може да приме анестезија пред операција? Ова исто сакав. Добро прашање. Апсолутно, бидејќи кога пациентот ќе го анестезираат, тој ќе почне да прави апнеи. Апнеите во текот на анестезијата може да се решат со СИПАП апарат. И убаво би било анестезиологот да знае дека има слип апнеа, да не се возбудува дека пациентот што му се за време на операција. Апсолутно, сите пациенти со слип апнеа може да се оперира, само треба да кажат на анестезиологот за да се превземе мерки. Да. Човек со тахикардија со терапија на билет наутро и навечер, наутро и навечер, наутро тешко ги отвара очите и чувства на главоболка, поспаност, попладне. Мислење дали има слип апнеа. Па тоа го кажавме, значи ако е нели има симптоми што ги кажавме, обезен, може да има. Генерално нели гушењето за време апнеата за време на сон.
тоа ќе ви кажам. Тоа е индикацијата. Дали во блиска иднина би биле достапни Inspire 5 или чини ова Предпоставам дека се работи за за сипап апарати? апарати. Има неколку видови на пазарот кај нас сипап и бипап апарати. Да. Дали има поврзаност помеѓу слип апнеа и респираторна аритмија? И доколку има, дали влијаат една на друга? Респираторна аритмија. Ова се мисли за, предпоставам, за брзано дишење, Дишење. или прекин во дишењето. Тоа се симптомите, значи пациентот не дише, па дише брзо, па после не дише, па дише брзо. Па Апсолутно, повторно. да, апсолутно тоа е поврзано, но повеќе е поврзано со аритмијата на срцето. Таа е Да. пострашна него Значи треба да аритмијата се посетат и кардиолошки преглед и секако на вашата клиника. Благодариме на вашиот труд и прекрасната едукација што не ја презентиравте вечерва. Дали имате искуство со онколошки пациент со проблеми со слип апнеа? Вака. Тие се две различни болести. Значи, онколошки зависи што е онколошки, Да. така? Во Дали која на фаза? белдроб, дали на црево, дали на значи, леукемија. Различно си е, како да кажем, независно едно со друго, освен ако има нека карцином на бели дроби, кај што веќе се оштетени белите дробови. И не би било баш Па тоа ќе прави притисок и може да доведе до карварење. Може да се проба со бипап апарат, апарат. независно, осем за тоа кај што би гледал контраиндикацијата, за никакви други онколошки пациенти нема контраиндикација Нема за користење контраиндикација. апарат. Дали може чисти синусни или мигренозни главоболки да се од слип апнеа? Главоболки може, бидејќи тоа е едно од симптомите наутро кога стануваат се будат со сува уста и грло и главоболки, тоа може да биде. Синусите се поврзани со слип апнеата, но повеќе се поврзани со носот. Ако има синузит и ја прави клиничката слика потешка, но посекако синузитот или воспалението на синуситот треба да се лекува. Да се третира. И ако би било тоа проблемот, ако се излекува синузитот, нема да има слип апнеа, но генерално синузитите не се причина за појава на слип апнеа. Има ли некои вежби со кои може да си помогнеме? Апсолутно има. Да не бидеме обезни. Така е. Еден од опцијата за како се вика, за третирање на слип апнеата е ресекција на желудот. Тоа е како хируршки. Еве се имаме нели Оземпик, каде што би се намалила телесна тежина. Значи секоја активност физичка апсолутно е добре дојдена. Ако ризик факторот е обезност, скроз намалување на килажа ќе ги намали барем. Да, физичката активност е друга. Да. Inspire 5 или не знам ова се ни објаснува што е се навик на пейсмейкер хируршки што се вградуваат. Благодарам. Тие го стимулираат нервски поглосот за да биде отворен. Немам искуство со тоа, немам ни пациенти видено со тоа. Имам читано во литературата. Не е тоа многу често во третманот нели на слип апнеата и сега за сега златен стандард во третирање на слип апнеата е сипап апаратот. Не би знаела искрено ни каде да ги препорачаме пациентите. Каде тоа бе, сигурно во некои европски центри, можно да Берлин или тоа.
Ова не знам да ви одговорам на ова прашање. Тука е надврзано, последното прашање мислев на некои вежби за дишење, меѓутоа Нема веќе да кажавме само вежби слабење. за слабење. Ова претпоставам дека од колеги од матични лекари века не можеме да закажеме термин за преглед. Точно, јас сум на работа и пробав упорно системот враќа со образложение дека имам несоодветна диагноза, молба да си проверат администраторите нивни на клиника што имаат ставена забрана и ограничување. Добре. Ова е веќе последното прашање. Претпоставам дека не може да дојдат до термини за полисомнографија и тоа е ствари проблем, меѓутоа тоа е беше За цело здравство. за цело здравство. Така, доктор Каркински, полека да привршуваме. Од срце ви благодарам за учеството и за одвоеното време, за јасните и за стручни и разбирливи објаснувања, со кои оваа проблематика им ја доловивме на сите, ние доловивте на сите нас. А на вас, почитувани учесници, ви благодарам многу за вниманието и за активното учество и ви посакувам мирна ног и квалитетен сан. Уште еден само Да, благодарам. поздрав. Благодарам и поздрав да сите.